На сите, најнапред би сакал да им се заблагодарам на гостиварчани за трпението и разумот кој што го покажа овие денови. Навистина, никој не заслужува во 21 век да во рамки на својот дом нема соодветна техничка вода да употреби и да нема вода за пиење која што ќе може да ја користи секој еден член на било која фамилија, па и на фамилиите во Гостивар секако. Но тоа е што имаме ситуација која што мора да ја решиме. Тука сме собрани од централната власт, надлежните институции, собрани сме дел од локалните самоуправи, како што е градоначалникот на општина Чаир, кој што сакаат да помогнат во рамки на овој процес. Тука е градоначалникот на општина Гостивар. Огромна благодарност до дел од експертскиот тим кој што изминативе денови континуирано даваше поддршка и помош од страна на јавното предпријатие Водовод Скопје, директорот за заштита и спасување, директорот на Центарот за управување со кризи, колегите од Министерството за внатрешни работи, регионалниот центар за управување со кризи, заедно со регионалниот шеф, да кажеме, на Центарот за управување со кризи. Огромна благодарност до сите општествено одговорни компании кои што помогнаа во изминатиот период. И пак ќе повторам уште еднаш огромна благодарност до сите гостиварчани за нивното трпение кое што го има овој временски период, се со цел да дојдеме до овој момент кој што би требало да ја откочи го откочи чекорењето нанапред, односно првен да видиме на кој дередже сме во моментов, што треба да направиме за да дојдеме првично до техничка вода, а потоа до вода за пиење, колку време би требало тоа, какви се резултатите кои што ги имаме сега и сето она кое што е од интерес како информација за граѓаните. Ќе пробам јас првично начално да дадам одредена информација, секако тука стојат на располагање и сите останати кои што, да речеме, овие денови превземавме одредени чекори секој во рамки на своји можности и надлежности. Првичните резултати кои што ги добивме при испитувањата сторени од страна на јавното предпријатие Водовод Скопје, повторно констатираат одредени штетни материи кои ги има во водата кај крајните корисници особено. Тие штетни материи се остатоци од она кое што претходно беше предизвикало се она кое што настана како проблем овие денови, но се уште ги има во рамки на примерниот цевковод и во рамки на секундарните цевководи кои што доаѓаат до секој еден дом. Тоа значи дека водата во овој момент не може да се користи за пиење, во никој случај не сме да се користи за пиење и не треба да се користи како техничка вода, поради што и реагиравме така што реагиравме во делот на обезбедување на техничка вода, односно во текот на овој ден, согласно информациите кои што ги имам јас, на 11 локации до сега се поставени пунктови каде што граѓаните ќе можат да дојдат до техничка вода обезбедена од страна на сите институции во оваа држава, а до крајот на денот ќе имаме 13 локации, точно ќе бидат кажани од страна на дел од колегите, каде точно граѓаните на општина Гостивар ќе можат да дојдат до техничка вода која што би можеле да ја користат. Во текот на овој ден, согласно информациите кои што ги добив, повеќе од 100.000 литри флаширана вода е доставена во рамки на општина Гостивар и во текот на вчерашниот ден бројката е отприлика иста, така да мислам дека недостиг на вода за пиење моментално во рамки на општина Гостивар кој што успеавме да го обезбедиме нема и тоа ќе продолжи така и во текот на сите наредни денови се додека не дојдеме до вода за пиење која што ќе се обезбеди преку водоводниот систем. Она кое што ја интересира јавноста сигурно е оние действија кои што ги превземаме, односно ги превземаат колегите од јавното предпријатие од Скопје. Во текот на денешниот ден првично се изврши чистење на оној центар, да кажеме, од каде што се каптажата, од каде што се обезбедува водата во рамки на општина Гостивар. Исто така се постави систем кој што би требало да направи дополнително хлорирање на водата, она
како што беше доста употребено во јавноста последниве неколку дена, хиперхлорирање, кое што хиперхлорирање ќе биде во рамки на законски дозволениот максимум согласно правилникот кој што регулира хиперхлорирање за ваков тип на настанати кризни состојби, така да нема да биде по штета на граѓаните на општина Гостивар, односно, за пример еден ќе дадам, за време на короната во Скопје хиперхлорирањето и водата која што доаѓала до крајните корисници било со параметар да речеме 1. А овде ќе одиме со хиперхлорирање од старт во рамки на изворот, односно каптажата каде што се поставени сите овие инструменти 0,8, кое што во секој случај нема да влие негативно по животот и здравјето на гостиварчани. Но тоа не значи дека водата треба да се користи за пиење или пак како техничка вода, се до оној момент додека не известиме дека истата е во ред да се користи како техничка вода првенствено, а понатаму здравје Боже и за пиење. Во наредните денови, почнувајќи од денес па се надеваме до крајот на оваа недела, ќе вршиме секојдневни мерења како на хлорот кој што е потребно да биде како резидуален хлор идентификуван кај крајните корисници, значи мора да има хлор кој што ќе треба да биде дистрибуиран до крајните корисници преку мрежата и доколку биде утврден соодветен параметар каков што се очекува да биде утврден од страна на стручните лица до крајот на оваа недела, се надеваме дека до крај на оваа недела или почеток на наредна недела би имале соодветна техничка вода која што би можеле да ја користат граѓаните на општина Гостивар, а претпоставките се дека доколку се биде во ред со соодветниот третман од страна на колегите од јавното претпријатие Водовод Скопје заедно со колегите кои што соработуваат од јавното претпријатие од Гостивар, да можеме до крајот на наредната недела да имаме и вода за пиење. Но секако тоа исклучиво ќе важи само доколку во континуитет имаме барем два пати да речеме резултати кои што ќе ги исклучат било какви околности, било какви потенцијални штетни ефекти во рамки на испитувањата кои што би ги имале во водата во цевководот во рамки на општина Гостивар. Значи, колегите моментално работат и е отпочнато со хиперхлорирање на водоводниот систем во рамки на општина Гостивар. Ќе се врши исто така и испирање на дел од примерната мрежа во рамки на општина Гостивар, поврзана со водоснабдувањето, се со цел да можеме побрзо да дојдеме до посекуваните резултати кои што во овој момент да речеме дека стратегијата и целта е да дојдеме барем до сигурна техничка вода за употреба од страна на гостиварчани. Она кое што јас би можел да го кажам и вака сметав дека е од интерес за гостиварчани го кажав. Добро е што бројките не растат. Добро е што да речеме полека се справуваме со овие предизвици кои што ги имаме во рамките на општина Гостивар и се надевам дека пак ќе повторам до крајот на оваа недела ќе имаме техничка вода или почетокот на наредна, а до крајот на наредна недела ќе имаме повторно нормализирање на состојбата и враќање на една нормална вода за пиење за гостиварчани. Разговаравме со градоначалникот и со луѓето од кризниот штаб внатре што потоа, заради тоа што не е целта само да го решиме проблемот во делот на моменталната фактичка состојба, туку и понатаму да се воспостави еден стабилен систем пред се за контролирање на квалитетот на водата во рамки на општина Гостивар. Беа предложени одредени технички решенија од страна на експертите од Скопје, кои што веќе се користат во рамки на контролирање на водата во главниот град и даваат одлични резултати, така да градоначалникот превзема обврска во иднина да стори се што е потребно од аспект на
да добиеме еден квалитетен систем за контрола на водата, се со цел да не се доведеме друг пат во ваква ситуација каква што се случи. Ако имате било какви прашања спрема, усвари би го оставил најпрвен директорот на дирекција заштита и спасување, градоначалникот и директорот на Центарот за управување со кризи, секој да дополни во рамки на оние детали кои што смета дека треба да ги истакне пред македонските граѓани, а за прашање тука сме ќе одговориме на се она што е интерес за вас и за македонските граѓани. Повелете. Гонче, повелете. Почитувани представници на медиумите, во текот на вчерашниот и денешниот ден во Гостивар е донесена 200.000 литри флаширана вода. При тоа да напоменам дека 60.000 литри се донација од Министерството за локална самоуправа, еден шлепер донираше општина Неготино и така натаму. По потреба можеме да обезбедиме дополнителна количина на флаширана вода, онолку колку што е неопходна за граѓаните на Гостивар да имаат доволно количина на вода за пиење. Денес до граѓаните на општина Гостивар е доставена и над 100 тона техничка вода. Се разбира, по потреба можеме да доставиме дополнителни количини на техничка вода. Ангажирани се вкупно 13 цистерни за вода и еден камион со резервоар за вода. Моментално во Гостивар има 8 цистерни за вода, а уште 5 ќе пристигнат во секој момент заедно со камионот со резервоар за вода. Распоред на цистерните во Гостивар, за кој што верувам дека граѓаните на Гостивар веќе го знаат. Една цистерна се наоѓа кај болницата во Гостивар со 5,5 тона техничка вода, една кај здравствениот дом 2 тона техничка вода, една кај градинката со 8 тона техничка вода, кај Овара Гостивар исто така имаме една цистерна со 6 тона техничка вода. Распоред чекаат следните цистерни: од Неготино 6 тона техничка вода, од Кавадарци 6 тона техничка вода и 2 цистерни на армијата, една од 10 тона и една од 6 тона, кои што после оваа пресконференција во договор со локалната самоуправа ќе бидат распоредени онаму каде што најмногу е потребно на граѓаните. Воедно уште 5 цистерни се на пат кон Гостивар, набрзо ќе пристигнат. Од Дебар цистерна со 2 тона која што има можност да носи вода за пиење, од Тетово 9 тона техничка вода, Струга 12 тона техничка вода, Охрид 6 тона техничка вода, Скопје 10 тона техничка вода. И како што веќе кажав, еден камион со резервоар за вода од 3 тона од Кичево. Но секако, доколку се појави потреба од дополнителна количина на техничка вода, ќе обезбедиме дополнителен број на цистерни, со тоа што оваа вода се полни од околните извори заради штедење на време. Тоа значи дека една цистерна со одреден број на тони може да биде во текот на денот повеќе кратно наполнета и истата да достави вода до граѓаните на кои што тоа им е потребно. Повторувам, 200.000 литри флаширана вода е поделена на овие 2 дена и над 100 тона техничка вода. По потреба на располагање имаме и други количини на флаширана вода, но и на техничка вода. Благодарам. Të nderuara media, të nderuar qytetar, sot u mbajt edhe mbledhja e radhës e shtabit të krizës në nivel shtetëror, paraprakisht mbajt mbledhje edhe të shtabit lokal të krizës, në të cilën u vendosën të gjithë këto rekomandimet, por edhe vendimet të cilat më veç i dëgjuat. Situata në qytet është duke u qetësuar edhe në aspekt të epidemisë, e cila ishte prezente, por edhe në aspekt të furnizimit me ujë, kështu që në ditët në vijim veç ka filluar bashkëpunimi i ndërmarrjes publike komunales të Gostivarit me ekspertët dhe ekipën nga ndërmarrja e qytetit të Shkupit. Janë ndërmarrë të gjitha aktivitetet dhe shpresoj që së shpejti në Gostivar do të kemi qasje edhe për ujë për përdorim të përditshëm dhe pas disa ditëve shpresoj se do të kemi qasje edhe deri te uji i pishëm. Poštovani medijumi, poštovani građani na Gostivar, danas kao državne sredbata na centralniот кризен штаб, prethodno имавме средба и на локалниот кризен штаб, каде што сите овие податоци кои веќе ги слушнавте, еднаш
беа донесени и како препораки, но и како заклучоци. Јавното претпријатие Комуналец Гостивар во соработка и со помош од експертскиот тим од јавното претпријатие од град Скопје веќе започнаа со активности се со цел гостиварчани што побрзо да имаат пристап до првенствено до техничка вода. Ние се надевам дека многу скоро и до пристап до вода за пиење. Исто така сакам да искористам ова прилика да им се заблагодарам на сите општини, колеги и градоначалници кои до сега излегоа во пресред, до сите општествено одговорни предпријатија, но исто така и до централната власт за сета ова организација, се со цел што побрзо да се нормализира состојбата во општина Гостивар. Благодарам. Përshëndetje, sot qendra për menaxhim me kriza, së bashku me njësitë veçërisë lokale, siguroi diku 100 ton ujë teknik për komunën e Gostivarit. Qendra për menaxhim me kriza do të vazhdoj të koordinoj situatën deri në gjetjen e problemit. Македонски? Стојанци кажа на македонски, тоа е. Истото? Стојанци му Вака кажа. се прашање може секако, јас би предложил доколку да оставиме експертиве да кажат точно кој процес на прочистување на водава ќе го имаме во теков на денешниот ден. Наистина друго е кога го кажувам јас, друго е кога го кажуваат тие, така да доколку сметате дека во ред да ги оставиме прво експертите да кажат точно што ќе се прави во текот на денешниот ден за да биде јасно кажано пред македонските граѓани и пред гостиварчани. Повелете. Значи, добар ден на сите. Значи, пред 2 дена, кога дојдовме, се земени 9 примероци, од кои што 3 примероци се од каптажите, со цел да видиме со каков ресурс располага општина Гостивар. 6 од примероците кои што се земени во низ локации во општина Гостивар се хемиски неисправни, имаат отстапување во однос на резидуалниот хлор, додека кај сите е забележено и отстапување во микробиолошката неисправност. Тоа се должи на недоволниот процес на извршување на дезинфекција. Затоа во консултација со колегите од сектор експлоатација и одржување при јавното претпријатие Водовод и канализација, во текот на денешниот ден е заменет типот на хлоринаторот во кај каптажата, со тоа што би можеле, веќе е започнато, како што каже министерот, е започнато хлорирањето да е со повисока доза на хлор, кое што е согласно правилникот за безбедност за вода за пиење, предвидено во вакви кризни состојби со концентрација која што е малку повисока од вообичаената, но е секако безбедна. Ние како предпријатие и како лабораторија која што е акредитирана, ќе продолжиме во текот на следните денови континуирано да земаме примероци од истите локации, со цел да имаме увид како ќе се одвиваат и какви ќе бидат резултатите. Се дури не констатираме дека водата ќе биде исправна за пиење, ќе го продолжиме со истиот процес. Оно момент кога водата ќе биде санитарно и безбедна за пиење, ќе биде известен кризниот штаб. Емилија Аневска. Аневска. Од Дали може техничко прашање да веќе тоа што прошува почесто па граѓаните? Веќе со хлорирањето на водата што го правите, колку време би требало нели целосно претпоставувам дека би можело да има барем техничка вода и како прво прашање и второ, дали граѓаните треба да платат или да направат нека анализа и во нивните домни апарати, например бойлери, чешми и така натаму, за да може да бидат сигурни за вода да ќе користат. Дали за техничка вода, дали... Значи, процесот кога ќе се одвива, ќе покажат анализите кои што ќе ги правиме ние секојдневно. Примарна цел е да се исчисти главниот цевков, односно примарната мрежа. Кога примарната мрежа ќе биде исчистена, постепено и секундарната мрежа кај главниот корисник ќе дојде до исправна вода. За градоначалникот едно прашање, ако може. Колку често се тестирала изминатиот период водата во Гостивар пред да се случи ова што се случи? Од информациите што ги добив од
лицата во јавно предпријатие Комуналец најмалку еднаш неделно се правеле тестирање во однос на квалитетот на водата. Уште едно прашање, дали знаете за починатиот работник од Комуналец, дали е поврзано со видите да се зголеми притисокот на вода во системот и дали се ова дена што се случува причина поради тоа што дал ветување на дел од жителите на Дега што го претестираат? Не, општина Гостивар е голема општина и не се состои само од село Девреше, туку од многу села и од многу други мала низ градот, така да нашата цел како општина, а секако и на јавното предпријатие е да осигураме вода за секој граѓанин на сите места кои што административно им припаѓаат на општина Гостивар. Ако е еднаш неделно најмалку, како не се забележа 20 дена дека нешто се случува со водата? Од резултатите што се на располагање во тие денови од Центарот за јавно здравје, водата покажува, параметрите покажуваат дека водата била исправна. За се друго, јас не можам повеќе да кажам, затоа што резултатите се тие што се. Може да се испратат уште едно прашање, само чисто едно дополно прашање, колку често се тестира водата во Скопје и дали е можно, дали е доволно да се тестира најмалку еднаш неделно како што кажа градоначалникот, и дали е можно да не се забележи во недела дена барем? Значи во градот Скопје водата се контролира секојдневно со оглед на тоа дека должината на цевководот е голем, бројот на жители е многу поголем во однос на општина Гостивар, така да градот Скопје го прави тоа што законски треба да го прави. Колку време сметате дека била загадена водата затоа што еднаш неделно се тестирала, а резултатите биле добри? Дали се фингирани резултати? Значи тоа не е моје да кажам, ние можеме да ги потврдиме резултатите кои што ние како лабораторија ќе ги испитаме. Едно прашање за министерот Тошовски. Ајде, поведете. Почитувани министер, значи според нашите информации тоа што го кажа Министерството, пумпите во тоа мрежата се ставени во 24 минати месец. Извинете за мојот подробно. Нема проблем. И тестирањето се врши во 29. После во 10 пак се врши тестирањето и пак Институтот за јавно здравје кажа дека вода во Гостивар е добра за пиење. И до сега ни обвинителство, ни полиција не зајде никој од Институтот за јавно здравје да го праша како ги правите тие анализите и зашто во тие денови водата била добра и после во 16 водата не била ни за пиење, ни за техничко. Видите, нити јас, нити вие, нити сите луѓе овде што сме заедно овде, сме заради тоа што цутат ружи во Гостивар, туку заради тоа што имаме мака и проблем. Пробуваме да го решиме. Го решаваме. И од аспект на она што би требало круцијално да значи ставање во функција на нормална вода, првен за техничка употреба, а понатаму и за пиење, и од аспект на она што треба да значи одговорност. Секој кој што се огрешил, треба да одговара за памет на сите останати, два пати да размислат што ќе направат во животот понатаму, особено кога станува збор за животот и здравјето на македонските граѓани, на секој еден убав македонец, влав, турчин, албанец, ром, србин, бошњак и сите останати кои што живеат во нашата држава. Доста е процесите да ги водиме паушално и врз основа на тоа на кој како ќе му текне. Еднаш за секогаш треба да има процедури, правила на игра и начин на работа кој што би требало да гарантира соодветни стандарди кои се во интерес на нашите граѓани. Ако така настапуваме во иднина, нема да имаме вакви проблеми. Ако настапуваме како до сега, пак ќе ги имаме и не сме научили ништо од животните лекции кои што ги имаме многу позади нас. Сега круцијално е да го решиме проблемот во насока на добивање техничка вода за граѓаните на општина Гостивар, а понатаму вода за пиење. Министерството за внатрешни работи, јавното обвинителство и сите оние истражни органи кои што се вклучени во рамки на процесот на утврдување на фактичка состојба и обезбедување на одговорност. Се со цел да дојдеме до правда на крајот на денот, ќе се завршат работата, верувајте. Многу пати покажавме до сега дека може да се сработи работата ако се сака. Ќе покажеме и за Ќе побарате одговорност од апсолутно од секој еден кој што
ќе се покаже дека без разлика дали со извршување или со омисивен деликт сторил одредено нешто кое што не требало да стори. Или па не сторил нешто што требало да стори. Секој еден за кој што има директна или индиректна вина, ова го кажав и во текот на претходниот ден. Министре, дали вие сте запознаен со овие сомнежи за работникот и дали ќе проширите истрагата за сите случувања кои претходат? Се она кое што би можело да не доведе, пак ќе повторам, до директна или индиректна вина за последиците кои што ги трпиме денеска сите, а особено гостиварчани, треба да биде предмет на одговорност. И ќе биде предмет на одговорност во секаков аспект, дали морален, дали политички, дали кривично правен, прекршачен или кој да било друг аспект на одговорност. Должни сме да го направиме тоа. Ама треба тоа да го сториме во рамки една на законите постапка, каде што ќе се почитуваат правилата на игра. А не као да сме див запад. Министре, Повелете. колку луѓе се повикани на разговор поврзани со случајот? Голем број на луѓе се повикани на разговор поврзани со овој случај, се превземаат голем број истражни действија во рамки на она кое што е дадено како наредба од страна на јавното обвинителство. Секако дека сите оние информации кои што се потребни да биде запознаена јавноста ќе бидат запознаени во овој момент кога ќе можеме да ги соопштиме. Ве уверувам дека секој еден за кој што ќе има докази дека сторил или не сторил било какво действие, а бил должен да стори согласно закон, ќе си ги сноси законските последици утврдени во рамки на процедури, правила на игра кои што оваа држава сите заедно сме се договориле дека треба да важат така што важат. Меѓутоа, ако може некој прашање што за Повелете. Идемиташ синирга кретарите кои се пуштет по партизирано вечно менаџерство di comuna, колежа се че стварно дали таа партија организовани че мултимедија нудим че таргет гостиварите да те каргаат само шведски. Една аспект институционален, синдикален. Faleminderit, domethënë kthehem në cilësinë fillimisht pra të nënkretarite të bashkisë njësire të veçeverisës lokale, siç e njohin zellsi. Dhe në këtë gjendje, domethënë të cilën është Gostivari, si edhe pushteti qendror, pa edhe komunat kanë reaguar për ta normalizuar gjendjen. Dikush me ujë teknik, dikush me ujë për pije, dikush me shërbime profesionale edhe në kuadër të qytetit Shkupit, sidomos ndërmarrja për ujëqellës dhe kanalizim. Pra të gjithë janë në funksion pa më parasysh domethënë vijat partijake, etnike, fetare, këtu jemi për ta normalizuar, për të dhënë kontribut për ta normalizuar gjendjen në Gostivar. Значи, како показател на зелси, како... Първично, значи, тук сме човечки пристап надвор од партијските определби, етнички, верски, други определби. Тука сум во својство и на подпредседател на ЗЕЛС, бидејќи и централната власт, и локалната власт, и општините изреагира, сите придонесуваат на свој начин, некои со техничка вода, некои за вода за пиење, некои со професионални услуги од вод, посебно јавното предпријатие водовод и канализација. Значи сите сме во функција да помогнеме што побрзо Гостивар да се нормализира и граѓаните да имаат чиста вода. Вот тоа е целта. Благодарам ви. Сакам да отидам